Делчево ја доби првата атмосферска канализација. Денес се одбележи успешното завршување на мерката за намалување на ризикот од урбани поплави во населбата Милково брдо. Мерка која што се спроведе како дел од учеството на општина Делчево во проектот на УСАИД за климатски стратегии, спроведуван од Милиоконтакт Македонија. Овој пилот проект вклучи изградба на нова атмосферска канализација на улицата Питу Гули во населбата Милково брдо, која што ќе ги собира и одведува атмосферските води и подалеку од ова населено место. Многу е битно за нашите сограѓани затоа што ние со самата теренска поставеност на општина Делчево сме многу подложни на овие атмосферски влијанија, особено на поројните дождови, при што атмосферските води влегуваат во куќите на нашите сограѓани и предизвикуваат значајни штети. Во овој дел на општина Делчево, значи во Милково брдо на улицата Питу Гули е поставена оваа атмосферска канализација која што е во соработка со УСАИД и со Милиоконтакт, така да во тој дел ние ќе ги решиме проблемите на нашите сограѓани предизвикани од тие води. Како што спомнав, атмосферската канализација на Питу Гули ќе ги собере и водите од улиците кои што се вкрстуваат со неа, како што тоа ќе биде и со дел од улицата Вера Јоцич и Ѓорче Петров. Овие води ќе бидат спроведени во река Габровчица, а ние како друга општинска инвестиција е атмосферската канализација на улица Светозар Марковиќ, исто така завршена во 2016 година. Со неја ги решаваме водите од тој дел на Делчево, значи од истата улица, меѓутоа ги фаќаме и водите кои што идат од Вера Јоцич преку зградите кои што се наоѓаат од спротивната страна на полицијата на булевар Македонија. Финализирање на тие проекти ќе следува асфалтирање на улиците кои што беа раскопани од атмосферска канализација. Јас се надевам дека Ѓорче Петров и Вера Јоцич ископините ќе бидат решени во месец април, додека за останатите Светозар Марковиќ и Питу Гули се надеваме дека тоа ќе биде завршено до почетокот на летото. За овој пилот проект УСАИД придонесе со 3.300.000 денари, а општина Делчево 1.734.792 денари, истакна директорот на мисијата на УСАИД господин Джеймс Стайн. I think Delchevo has been very active in participating in the project. Секако огромно е нашето задоволство од соработката со општина Делчево, која што е впрочем и една од првите општини кои што воопшто соработува на еден ваков сличен проект со општина Делчево и пред започнување на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. И секако степенот на вклученост на општината е евидентен и по финансискиот удел на самата општина во реализација на овој проект. Процесот на зелена агенда, кој што општина Делчево со Центарот за застапување го започна меѓу првите општини во државата и пошироко, заедно со Милиоконтакт Македонија, придонесе кон развој на долгорочна стратегија за климатски промени на општина Делчево. Стратегија која што исто така денес беше промовирана и представена пред граѓанското општество. Работевме во 10 општини во Македонија. Минатиот период општина Делчево беше една од тие 10 и сакам сега во прилика да ви честитам вас и на градоначалникот што сте една од првите 10 општини во Македонија и во многу пошироки рамки, можда и во Европа, кои што имаат развиена стратегија за спроведување со климатски промени на ниво на општина. Во знак на благодарност за успешната соработка, денес градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански на директорот на мисијата на УСАИД господин Джеймс Стайн и на извршниот директор на Милиоконтакт Македонија Игор Славковски им додели благодарници и плакети.